со околу 600.000 жители и со многу развиена индустрија, посебно текстилната, прехранбената, хемиската и индустријата за железо, со стар универзитетски центар, важно туристичко место и еден од 4 поголеми градови во Шпанија. Ова би било најкраткото представување, телеграфски би рекол, на Севиља, крај реката Гуадалкивир. Меѓутоа, како ретко кој друг град, Севиља многу тешко може да се представи со статистички податоци. Овој древен град, сега главен град на толку познатата покрајна Андалузија, позната и по андалузиската носталгична песна и стиховите што секогаш почнуваат и завршуваат во еден копнеш. За миг се сетивме на зборовите на Гарсија Лорка во писмото испратено до Мигуел Сервантес, во кое вели: во Шпанија денес се создава најдобрата поезија во Европа. Така рече познатиот Лорка за поезијата од 30-тите години. Така може да се каже и за поезијата од 80-тите години. Затоа, нашата кратка посета на овој убав град ќе започнеме токму со стиховите на големиот современ поет Рафаел Алберти, кој пред 2-3 години го доби златниот венец на меѓународната манифестација Струшките вечери на поезијата. Gracias, amigo de Struga. Hoy las nubes me trajeron volando el mapa de España. Qué pequeño sobre el pasto, qué grande sobre el río la sombra que proyectaba. Se me llenó de caballos la sombra que proyectaba. Yo a caballo por su sombra busqué mi pueblo y mi casa. Entré en el patio que un día fuera una fuente con agua. Aunque no estaba la fuente siempre sonaba y el agua que no corría volvió para darme agua. Чувствувавме посебна тешкотија во овој миг, впрочем, од каде да почнеме за да ги согледаме убавините на овој град, за да дадеме една скромна панорама, но и колку да биде голема нашата желба, не се постигнува ништо друго, освен да биде една панорама со поздрав до сите. За да се стават во рамките на една емисија како што е ова, сите тие убавини што на посетителот му оставаат силен впечаток, овој обид останува надвор од сите можности. Многу бројни се легендите што зборуваат за постанокот на Севиља, почнувајќи од таа за која е поврзано името на Херкулес, па се до приказната дека ова е место на воскреснувањето на мистичната Атлантида. Но, поблиску до вистината, како што зборуваат најблиските историски документи, е објаснувањето дека Хиспалис е важен културен предисториски центар и дека во ова место или во неговата близина се населиле разни народи, како што се феничаните, грците и картагинците.
Poznato je дека некаде околу 205 година пред нашата ера Хиспалис го зазели римјаните. Вистината за староста на овој град се крие под ископините на ова древно римско место по име Италика, кое се наоѓа на околу 11 км на север од Севиља. Од каде да тргнеме во овој пролетен ден низ Севиља, која инаку ја викаат и диамантна Андалузија? Времето со кое располагаме е многу кратко, за жал, само колку да украдеме малку од убавината на овој град. Пајтоните што чекаат во колона провоцираат со нивните молби, како нивните пајтони да се претвораат во наши дилижанси на соништата. Тие заедно со тропотот на нивните коњи инстинктивно ќе не носат таму од каде што еден случаен посетител, како што сме ние, треба да оди при една кратка посета на Севиља. Пред себе гледаме многу плоштади и паркови. Врвот на Хиралда, висок 94 метри, го забележавме уште пред да стигнеме од аеродромот. Нашите желби не водат во Алказар, во Златната кула или Торо де Лоро, како што велат тука. Ке тропнеме и на вратата на Севилскиот универзитет, кој, како што е познато, е еден од најстарите универзитети во Европа. Овој пат ќе прошетаме покрај прекрасните брегови на реката Гвадалкивир. Додека чекориме низ овие импресивни предели на оваа земја, за жал ја немаме таа среќа одблизу да ја видиме борбата на биковите во познатата арена. За време на нашата посета во Севиља, за познатата корида не е сезона. Поради технички причини, овој пат немавме среќа да го снимиме и познатото фламенго, но ова ќе го надополниме со играта на овие девојчиња, кои сосема спонтано, без никаков декор и штимун, го изведуваат нивното оро, што е само нивно, шпанско. Во овој град со многу плоштади, со широки улици и авении со палми, доминира катедралата со готски стил од 15-тиот век. Пред да ги споменеме деталите за древноста на оваа катедрала, да се подсетиме на фактот дека Хиралда или Жиралда, наречете ја како што сакате, е една од трите најголеми катедрали во светот, веднаш по катедралата Свети Петар во Рим и Свети Павле во Лондон. И ден денес, хроничарите се во дилема во однос на точниот датум на изградбата на овој величествен урбанистички и архитектонски комплекс, но сепак се вели дека незината изградба е започнал Абен Јакуб Јусуф, чија изградба потоа завршил неговиот следбеник Алманзор Јакоб. Што е најважно, незината изградба започна многу векови пред тоа, за време на сестраниот развиток на Севиља. Во врска со ова се раскажува легендата како еден од љубителите на незината изградба рече: и за Андалузија да градиме една божествена куќа, толку голема што сите восхитени од неа да велат дека сме споулавеле. На влезот на тврдината Алказар и скромните знаења што ги имаме за неа, не подсетуваат на минатото во Шпанија, односно на 13-тиот век, што најубаво изразено со зборовите: Херкулес ме издигнал, Јулије Цезар ме оградил,
dodeka kralot Sveti Ferdinand me zede so pomoštena Garcia Perez de Vargas. Po arhitektonskite spomenici na Alcazar na vistina mu pripadja prvoto mesto. To je izgraden, urnat i povtorno obnoven nekoliko pati za vremena njegovijot mnogovekoven život. Spadja vo redovite na najdobrite spomenici na islamskata umetnost. Se karakterizira so golem broj saloni i drugi objekti, od kojih što seko je pointeresen od drug. Posebno je impozantna glavnata fasada na stranata na Portier de la Monteria. Zato, koga posjetitelj go nabljuduva ovoj kompleks, koliko pati razurnat, toliko pati odnovo izgraden, ne se veli slučajno deka dobivaš pečatok od igletkata dopira neposredno do dušata na istorijeta. Alcazar je jedno golemo bogatstvo, poln su umetnički skapoceni predmeti. Polukružnite arabeski ovde onde privlekuvat vnimanije sonimnite ubavini, koji na posjetitelot mu ostavat impresiven pečatok. Nerazdelen del na ovaj kompleks tvrdini, vo koji što živeja i rabote mnogo carevi i osvojuvači, sekako se i mnogobrojnite parkovi što ga oblikuvat Alcazar. Ovije se jedna kuriozitetna sinteza na arabesknata umetnost i na taja od renesansata, kada što čovek od se oduševuval od prijatni od miris nad cvekinjata i od žuborkanjeto na fontanite. Во познатата Андалузија, вниманието на посетителот го привлекуваат и раскошните паркови со зеленила. Еве еден фрагмент што го забележавме во големиот парк. Едно јато од 500 гулаби што ги пречекуваат и ги испраќаат многобројните посетители кои секој ден навраќаат тука од најдалечните краишта на светот. Севиља е мощно позната и како крстопат на културите, посебно во архитектурата, со тие тесни и живописни улици, со чисти и уредни дворови, со свечени порти изградени од керамика. По пристигнувањето во Севиља, посетителот за миг чувствува една мощна пријатна атмосфера, би рекле маѓична. Светлата и цвеќињата се неразделен дел на овој убав град.
Najpoznatiji od najpoznatite ploštadi, i to ne samo vo Sevilja, je Plaza del Spanja, ploštadot na Španije. To je jedan poseben arhitektonski kompleks, čije puštenje bilo po povod izložbata Iberoamerikane. Arhitekt na ovoj veličastven kompleks je Anibal González. Ploštadot je prepun so polukrugovi. Vo sredinata su jedan park svrten kon rekata Guadalquivir. Nekoliko simpatični mostinje što go sredinува centarot na ploštadot so krugот poln so arkadi, stojat vo najtesnite delovi na Maloto jezero. Sето ова не подсетува на минијатурната Венеција. Во овој плоштад се наоѓаат и палатите на така наречениот Капетанија Ģenerali, државната и воената палата. Многобројните туристи од сите страни на светот пристигнуваат тука со пајтони, кои може би 100 пати дневно го обиколуваат овој прекрасен предел на плоштадот во Севилја. Покрај улицата на плоштадот Шпанија, од другата страна на паркот Мари Луиза, се наоѓа грандиозната зграда на Универзитетот на Севилја, која е подигната во 17. век. На самиот почеток служела како работилница за обработка на тутун. Зградата е толку голема што се смета како една од најголемите, трета или четврта по големина во Европа. На челната фасада се наоѓа бистата на Христифор Колумбо, кој ја откри Америка, откаде што за прв пат и е донесен тутунот во Шпанија. Тука се наоѓа и бистата на Хернан Кортес, кој се смета за прв европеец што се занимавал со преработката на тутунот. Познато е дека Универзитетот на Севилја е еден од најстарите не само во Шпанија, односно во Европа, туку и во светот. За миг ќе се задржиме тука, за да ги откриеме карактеристиките на една образовна институција, бројувајќи ги студентите и познатите научници што излегле од незините редови, а што секако дадоа голем придонес за развитокот на научната мисла во светот. Да наведеме дека уште повеќе оваа институција ја популаризира познатиот француски писател Проспер Мериме. Во неговото познато дело Кармен, тој пишува како една млада работничка на тутунската работилница, тука во Севилја, потисната од големата љубомора, го убива со нож еден свој колега, а потоа во затворот го измамува чуварот што се грижи за неја, го присилува да тргне по нејзиниот пат. Во чест на ова дело, чиј мотив се роди токму овде, и првото изведување на операта Кармен се организира во денешната зграда на Универзитетот во Севилја. Еден од највидните белези на Севилја е и златната кула, што селичаните нарекуваат Торо del Oro. Подигната е во почетокот на 13. век од зидарот Алмахат и служела за контролирање на влегувањето во реката Гуадалкивир. Некогаш оваа кула била обложена со позлатени плочки, од каде и доаѓа денешното име.
Та je svedok na mnogo surovi vojni, što tuka se odvivale među Maurite i hristijanite. Pod visokite zidovi na ova kula, mnogupati se izleja krvta na mnogo junaci od dvete strane. Ova kula, danes, je pretvorena vo muzeji i je pod zaštitena Ministerството на Шпанската морнарица. Panoramata na Sevilja ne bi bila pocelostna bez siluetata na zlatnata kula, što zajedno so Hiralda gi zgolemuvaat kulturните bogatstva na Sevilja. Kadrite što ih gledate se kratki fragmenti od Sveta Nedela, manifestacija, koliko što je verska, toliko je atraktivna i turistička, što ovde vo Sevilja odavna se zdobi su univerzalno renome. Sekogaš vo Sevilja, ovoj praznik se praznuva vo početok na ubavite proletni denovi, koga gradot od cite strani je pokrijen so zelenilo i se širat razni mirizmi na cvekinjata. Prvata sevilska bratska pateka je napravena v 1520. godina. Тоа беше патот од Каза де Пилатос па се до павилионот Круз дел Кампо. Патеката беше долга 72 чекора. Легендата вели дека толку одел Свети Христос од куќата на Пилатос до светото место, каде што и е распнат. Освен религиозната нота што ја има Света Недела во Севилја, се повеќе се претвора во една манифестација на социјална еднаквост, зашто во братствата што се формирани во овој град се обединети луѓе од секаков ранг и професија. Реката Гуадалкивир е сведок на инвазијата на муслиманите и стигнувањето на ослободителната војска на Фердинанд III, така наречен Свети. Оваа река ги прими бродовите што стигнеа во Шпанија по откривањето на Америка. Гуадалкивир, исто така Магелан и Елкон ги испрати на пат до нови откритија. 4 дена пред да стигне во Америка, Кристофор Колумбо имаше запишано во својот дневник: морето беше слично како реката на Севилја. Од 1928 година, благодарение на оваа пловна река, Севилја стана важно пристаниште, каде што стигнуваат големи бродови, и тоа околу 100 километри далеку од океанот. Ја напуштивме Севилја како да сме доживеале еден краток сон. Севилја ниту може да се доживее, а уште повеќе да се прозборува за нејзината убавина за толку кратко време. Нејзината убавина е поема која што се пишува во продолжение. Летаме високо над бескрајната рамнина на Андалузија, а и во овој миг чувствуваме како да ги слушаме звуците на андалузиската гитара или на операта Севилски берберин. Не знаеме ни самите.
Fortunatissimo per verità, bravo. La 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 la. Fortunatissima per verità. Fortunatissima per verità. La 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 la. Pronto battuto, nove di giorno, sempre in intorno, in giro sta, miglio che cagna per malviere, visto che il nome non si dà. La 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 la. Rose di pettini, lanci di forbici, hanno comando turquista, lanci di forbici, rose di pettini,